up being on some chill shit. We go 0 to 100, nigga, real quick. They be on that rap to pay the bill shit, and I don't feel that shit, not even a little bit. Oh Lord, know yourself, know your worth. Zdravo na svite, dobrodošli u naš seminar za zdrava ishrana i fitness u studiju Athletics Fitness. Ja sam Stefan Angelovski, собственик и тренер u studiju Athletics Fitness. Imam 3-godišnje iskustvo, hvalite rezultatите на моите клиенти, можете ги видите на мојот сайт athletics.mk. Значи, денес ми поставија прашања кои ќе ги одговориме вака. Значи, првото прашање што го поставија беше дневни дози на сол. Солта е есенцијален минерал во нашето тело, потребно е за контракција на мускулите. Солта е составена од натриум и хлор. Во текот на денот треба да се конзумира од 1500 мг до 3500 мг. Се зависи до тоа каква активност имате и колку вода пиете. Второто прашање е алтернативни извори за вегетаријанци. Не ми кажам кој сте специфичен, дали веган, дали лакто-вегетаријанец, има повеќе видови, но вегетаријанците може да градат мускулна маса со јадење на јајца и млечни производи, што исто така имаат голема приложена вредност на протеини. Исто така има и други извори освен тие, значи леќа, грам, грашок, потоа има наут, потоа киноа, потоа хејдар, потоа конот. И сите тие се многу добри извори на протеини. Што да е една врсна работа. Значи, кога не сте се во можност да готвиш или немаш превремено, може да си конзумираш јогурт, може да си конзумираш соја, нешто за грицкање, бадеми, лешници, кикирики, нешто што ќе те засети во моментот. Тие се многу добри млади оброци, нема да дозволат да се предувате во текот на ден. Второто прашање е минерална вода и гидратирана вода на нормални време. Што е до мене, обичната вода од чешма исто така е најдобрата. Минералната вода и газираната вода се само скапи. Има истражување кои кажува дека газираната и минералната вода ги тргнуваат сите витамини и минерали што има природно и бактерии, и тоа може да предизвика лошо штета за нашата флора. Значи, ова не може да потврдам, но според тоа што сум го читал, тоа може да кажа. Пето прашање е протеинот сојутка. Што е и колку треба да се конзумира? Значи, сојутката е бипродуктот производството на млечни производи, тоа е на течност, што има многу малку протеини во нејзиниот состав, но на некои научници ми текаа дека во 1906 година, зашто ја фрламе сојутката и даваме на добитоците, која може да ја продаваме на бодибилдерите. И наша дека протеинот од сојутка, значи млечниот протеин е составен од 20% сојутка, 80% казеин, е многу доста подобар од дури од јајца. Значи има многу ПЦ, има многу глутамин, има многу имунолошки фактори, има и како да речам, има и пептиди што подобруваат исто така имунитетот и пептиди што го забрзуваат и процесот на топење на маса. Значи тоа е сојутката и конзумирањето треба да се зависи колку имаш протеински потреби. Значи го препорачувам да се тие после тренинг, не пред тренинг за подобрување на перформанса. Шестото прашање е кардио тренинг препораки. Препорачувам за почетници да прават ниско интензивно кардио, затоа што немаат доволно аеробна ефикасност. Потоа подразбирам пешачење, планинарење, возење на точак. Секако вид на ниско интензивно кардио што е од, да речем, од 40 до 60% од максимално срцев пулс. Ако сте веќе напредат, препорачувам да правите дружен тренинг и високо интензивен тренинг. Здрави и нездрави масти. Значи, здравите масти се монозаситените масни киселини, омега-3 и полинезаситените масни киселини, омега-6. Тоа што прави нездраво е нивниот сооднос према омега-3 и омега-6. Треба да има негде сооднос 1:2, да речем ако конзумирате 3 грама омега-3, треба да конзумирате 6 грама омега-6. Но најдено е дека нашата исхрана тој сооднос е 1:20.
Значи здравите масли се наоѓаат во се што не е процесирано, во сенките, во јагните, во масленовото масло, во маслото од репка, во сончогледовото масло. Сите тие се добри масли. Тоа што не е здраво е процесираните работи, што се, како пример маргаринот, како пример трансмаслите што се има во сите сладки, благи. Сето тоа е штетно. Трансмаслите, особено тие што се процесирани, се препорачува под 1 грам да не се конзумираат. Исто така, треба да го намалите и внесот на заситените масли, не премногу, туку една ретивна ваша да е само заситени масли за производство на хормони, како тестостерон и естроген. Последното прашање што мислам за киноата. Киноата е многу добар, сум ја пробал, има вкус исто како сусан, многу е богата со протеини, еден добар извор на протеини за вегетаријанци. Ја препорачам секој што е вегетаријанец да конзумира до исто така и не вегетаријанци. Тоа е се што јадете. И сојата, значи како да препознаеме што е процесирано, што не е процесирано. Сојата во силова форма не е процесирана, кога ќе термична работа да е процесирана. Ако мислиш на генетска модификација, сојата се користи за хранење на добитокот. Сојата што има во маркетите, тоест кај нас, се уште мисламе на генетски модифицирана. Не можем да употребам тоа, се уште нема тестирани во лабораторија, но тоа што можам да кажам дека во Америка 90% од сојата е ГМО. И тоа не треба да се плашите затоа што ГМО ствари дека сме го прави да се блуди само еден начин на техника. Или по превод сега користиме компјутери, а претходно сме користеле машина за куцање. Значи се надам дека ова видео беше информативно. Ако имате прашање нешто да ми поставите, слободно прашајте ме во коментарите. Лайк, шер, subscribe, исто така. Споделете го со вашите најблиски и ако се гледаме на наредниот семинар во сабота во 19 часот, настанот е во линкот подоле, можете да го видите, можете да коментирате за нашето видео. Се надам дека ви се допадна. Поздрав! Putting working on the phones, either that or try the money mark to make the pickups. Man, it's 2000.